Така е, добро вечер и добре дојдовте во новото издание на Никој да не знае. И веќе веројатно знаете, ако сте дел од оваа шема на Никој да не знае во новата сезона на Телма. Никој да не знае освен јас, вие и нашите гости. Денеска имаме двајца гости во студиото. Тие се дуо, но дуо се и на сцена и надвор од сцената. Затоа ќе зборуваме секако во ова издание на Никој да не знае. Неколку зборови за нив. Како прво, колку што ги познавам, ги познавам цела сезона, се дружевме неколку пати, се дружевме и на новогодишна програма на Телма и така натаму. Тие се навистина прекрасни луѓе, вистински професионалци. Секој гради своја кариера надвор од оваа музичкава. Едниот гради кариера повторно во врска со музиката, но нејзин избор е пијаното. А тој пак е во приватен бизнис, ке ни каже, ако сака да ни каже што и како. Ги спојава секако љубовта, која се роди на плажа во Охрид. Многу често ја зборувала оваа приказна, ама тоа е профилно интервју, пак ја раскажат уште еднаш. На нивните настапи како дуо Дис има прекрасна атмосфера, многу насмевки, многу песна и така натаму и така натаму. Веројатно ако сте биле, знаете како изгледа тоа. Тројца нивни пријатели, не двајца, туку тројца нивни пријатели вечер вас зборуваат за нив. Тоа се двајца се членови на дуо Дис, на бендот, а третиот е нивниот менаџер Никола, кој што ќе го слушнеме и ќе ни каже што има да ни каже за нив. Тие се Стефани Стефановска Мурат и Денис Мурат во Никој да не знае. Здраво живо, добре ни дојдовте. Здраво, Ката. Добро ме најдовме и ти благодариме за преубавата најава. Ета, можеш уште да се зборуваме за да имаме поише за муавет. Така е, така е. Да. Музиката е дел од вашите животи и пред да се сретнете. Така како да кажам, израснавте со музика. Смеам да почнам со Денис? Добро. Денис, најдов податок дека уште во нижо музичко те запишале во Охрид на виолина. Свиреше виолина. Кај ти има податок? Епа се најдов. Се потрудив да најдов. Не ме брифираше. Да, нижо музичко, Методија Патчев, школата. Тамо бев 6 години, кај Методија Бараковски покоен наставник беше по виолина. Иако сакав клавир да биде, меѓутоа бев многу талентиран, така ми кажа. Знаеш како викаат, ако не другиве овие вжичаниве, тие први се во изборот, ако те бива поиша, тамо те ставаат тако. Да, или нешто со лупање. Па и тапани знам. Па и тапани. Меѓу другото, да. Тие беа почетоците мои, значи како како дете, види се како дете, не знам колку можеш да се пронајдеш дека си музикален, талентиран и слично. И кој кажа дека си музикален? Види, точно не кажуваат се наставниците исти тие што се нели постручни за тие во таа област. Потоа беше, после тоа беше јас кога веќе сам осознаев дека сум стварно, дека сум роден за музика, музикален сум, талентиран. Па после тоа беше затоа и гитарата, па беа тапаните. Чекај, не раскажуваме се саке. Стефи малца, па може Стефи сега, така? Може. Така е, да. Пошто Стефите знаат сите, веројатно не знам, Стефани е... Стефи, да. Мајка ми дома, нели? Стефани, така наставниците, професорите. Да, Стефче. Стефче од бендот. И ти си, да речеме, со музика цел живот. Да, не сум со музика. Може би не си зборувала за тој дел, па и да позборуваме за овој дел. Вели вака сега, нижо, средно музичко, факултет и тоа вокално инструментален оддел на одсек пијано. Ова ми е точен податок. Да. За себе имаш многу награди, настапи на државно и меѓународно ниво. Колку сум срекна дека најдов податоци. Или како пијано дуо, или како хорист. Браво, Ката. Чат GPT изгледа. Не. Ето сега ова не се случило. Супер. Иако зборувавме, ама не го кажав јас ова, само кажав нели дека мојот животен пат уште од 6 години веројатно бил малку и поттикнат од дома. Така е. Мајка ми се занимава со музика, исто е дипломиран соло пејач. Татко ми е исто така доста музикален и талентиран и неговото прво работно место било во хор. Во хорот на операта, да. И тоа го знам. Ето така. И некако веројатно тоа си доаѓа природно. Сум имала клавир дома, ајде да пробаме, нели? Мојот прв солистички рецитал сум го имала веќе на 6,5 години. Браво. Да, можеби малку понапред од другите деца, ама веќе сум знаела дека ќе се запишувам од следната година на инструментот пијано и од тука почнува целата приказна со сите награди, со државни, особено подоцна веќе во средно училиште.
Имавме едно многу добро пијано дуо, јас и една моја соученичка. И како такви пијано дуо ги освојувавте награди? Ги освојувавме наградите овде, Србија, значи така имавме доста настапи во регионов. Подоцна на факултетот за музичка уметност се запишувам исто така во вокално-инструменталниот оддел, меѓутоа по дипломирањето одлучувам да се запишам на магистратура, поврзано со клавишните инструменти, меѓутоа методика на настава по клавишни инструменти, бидејќи педагогијата ја сакав од секогаш. И мислам дека тоа ми беше и целта се додека учев и додека студирав, да бидам педагог особено на помали дечиња. И тоа ти се оствари на помали си или Да, јас сум педагог во истото школа во кој што и учев, во истата зграда. Во истата зграда, цело време тоа го збориме, дека јас во оваа зграда, тука сум и не мрдам. Порасна и не мрдна, така е. Таму сум педагог и дури уште од студирањето почнав да работам паралелно и тоа и тоа. Хорот го спомна, не знам и тоа можеби е некој ген. И мајка ми е била по хорови, радио хорот, татко ми исто, многу убаво ми ја пренеле таа љубов кон хорската музика. И многу често и во хоровите, во Мирчајцев хорот, бидејќи доста време учествува, претходно и во Злата Мегланска хорот. Значи ти си знашата? Па да, се шетавме, доста се шетавме. Освен како хорист добивав од диригентите и доста поддршка за диригирање. Иако немам никакво образование, освен во средно, нели? Да, имаше тие диригирање 2 години како диригирање предмет, како предмет, меѓутоа веројатно имам некој фат, така викаат. И ми оди и тоа, и го сакам и тоа. Моментално не сум активен член на Мирчајцев. Затоа што немаш време, веројатно. Да, и од деца, и од обврски и така. Меѓутоа, тоа ми е љубовта пред се. Сега, пред да продолжиме со приказната на Денис, кажи ми сега како ова од хорот изгледа ова со пеењево, па бенд, па... Нема врска тоа Нема едното. врска? Па мене ми немаше врска. Добро. Затоа што гледај, си имаше ти сериозна работа, педагогија, сериозна работа, нели? За да одлучи некој да се најде и во друг дел. Никогаш јас не мислев дека ќе дојдам овде и дека ќе бидам некој, да речам, лид вокал. Не сум се замислувала така и претходно уште пред да се запознаеме имав некој така по бенд кај што бев, да речам, во позадина повеќе, не бев главен вокал, меѓутоа почна да ми дава некои насоки, ама не мислев дека тоа ќе биде сериозно и дека можеби со тоа ќе се занимавам. И мене кога ме запозна. Да, кога го запознав него, почна. Да, ама хорот, и не само хорот, пред се музичкото образование, ми донесе и се уште ми носи многу позитивни работи во однос на пеењето, во однос на инструментот, нели, пред се што го имам завршено, во однос на импровизациите, во однос на тоа како, нели, гласот да се постави. Нели, имаме различни техники, дали при пеење или при па и во моментите кога одмараш, и тоа постои, значи кај нас, бидејќи ние сме постојано под напон, да речем. Постојано сме ангажирани, така што музичкото, а и таа интонација, можам да речам, ова го имам неколку пати чуено од други луѓе, дека тој солфеж што јас многу го сакав како предмет на факултети во средно, ми има донесено таа точна, сигурна интонација, без дистонирање во секое време, и слично. Ама пак е тоа учење и години учење. Слушајќи вас, само едно не ми е јасно. Дали можеби беше тежок предизвик, дали никогаш се размислувале, можеби, сега вака како идеја чисто, да пијаното заедно со гитарата го искомбинирате во дуо диск како... Зборувавме за ова, ова одамна беше. Ова беше на почеток, додека не се створивме како цел бенд, да речам. Меѓутоа, тежок беше процес или како? Па можеби е малку потежок процес. Потоа едно време почнавме и малку да ги посериозни да ни стануваат свирките. Предходно, додека бевме сами, свиревме така за потивка публика, некаде некои локали каде што се јаде, матине, слично, значи попладне, afterwork, забави и слично. Веќе кога почнаа да стануваат малку посериозни и вечерни свирки, не доаѓаше тоа во обзир. А и некако мислам дека немаше да се посветам доволно на пеењето и немаше да бидам таму главен, да речам. Ако требаше и ова и ова. Да, ако требаше да се подалам. Така што јас сум на работа со децата наставничка по пијано, а овде сум лид вокал на дуо диск. Супер, да. Се силиме повторно сега во Охрид и кажи ми сега како... Да. И кога сме кај Охрид, да не заборавам, има една
заедничка, како да кажам, твоја кума, моја многу сакана. Таа е наша кума, Така, ваша кума, се извинувам, да. Тетка Стевка, поздрав до неа и сега не знам дали некогаш ќе имаме можност да натераме да дојде во Скопје, затоа што мислам дека Охрид е незиното место на Ќе што ја најдо. Ќе дојде, да знаеш дека ќе се. Ќе дојде? Таман тука да ја угостиме во Телма. Поздрав на Поздрав кума до Стевка. кумичка, да. Да, значи има една посебна жена која што има посебна харизма и така. Да. Вредеше да се спомена, у некои што ја знаат цел Охрид. Како што и таа го знае цел Охрид. Да, кога сме кај тебе, велиш вака во тоа интервју кое што го најдов. Велиш се усовршував со изучување на различни инструменти и живи настапи низ Македонија, секако и настапи на фестивали. Најмногу ми помогна настапот на Македонски идол. Ајде пред Македонски идол да кажеме зашто се усовршуваше. Преска спомена нешто, па затоа ти реков потоа ќе продолжиме со приказната. Да, не беше толку многу усовршување, да речеме, во како виолина да свириш, така? Да, види, јас искрено ти кажам и на уште тоаш, мислам, дете са која возраст, Стефи може повеќе ги знае која... Нижо е тоа, да, нижо, 6-7 години. 6-7 години. И јас, пази, од 6-7 години дете на наставник да му кажам, дај ми народно да свирам на виолина. Леле. Верувај. Да. И ама тоа нели тоа не сме никако, Така. тие такви таблатури народни да ми Заборави. Да. И тоа не можеше никако да се нели да земам да свирам уште тогаш, па затоа после гитарата, ај викам гитара. Знаеш на малско собиранки, тие и сам се си научив, значи се сум самоук, немам ништо. И се шо знаеш да свириш? Самоук. Па значи виолината е окей, имам школо, некој почетно. Добро. А знаеш да свириш виолина? Мислам сега кога би земал виолина. Многу години, не знам повеќе од 15, сигурно и више. Многу години не, ама тоа знаеш, мора инструмент ако сакаш да мора да бидеш во кондиција. Тек тук да вежбаш, тоа е. Може ке нешто ке знам да освирам. Не се до толку да. Основните работи. Али гитарата повеќе ме исполнуваше, не знам како. Повеќе женски бркав тоа. Добро, и гитара и друго? Тапани исто. Многу сакав, не знам, како инструмент, како вака ме привлекуваше, ми беше многу интересен. Добро. И стварно дури ги цртав вака како дете и викам еден ден ќе ги имам и стварно еден ден ми ги купија. Меѓутоа немав услови за да тропам на тапани, затоа што готово, да, па се знаеш како се во куќа Охрид, нели. Па малку и клавир знам нешто ќе отсвирам. Наставничкава тука е, да учи. Дали еве сведок е, дали која песна точно како е Оливер Драгојевич, Цесарица, мислам со припев со све. И сам си земав, мислам јас не знам нота да прочитам на клавир, да седнам и се нота. Јас знам која нота, ама да земам сега да ги свирам, не. Кога сме кај и све мене ми со слух ми тикнува на Балашевиќ, дали ја знаете таа приказна негова, нели кога му рекла кој ми е однел песната, нели као да ме ќе да ви ја запеам песнава, ми рекол добро, ма сега бендов, нели, абе се распиши ни ги ти. Ти јас не знам, ти вие фрлете ги таму нотите како сакате. Па не, види се, знаеш како како музичар, ја мислам дека сите ќе се сложиме дека не е потребно ти факултет да изучиш да знаеш нешто факултет, да треба ти да си добар музичар или не знам. Сепак талентот кој води музичар, не знам, мора да си талентиран, барем да имаш викаш слухта и тие работи. Ова го зборавме баш сега брзо. Да, дефинитивно е така, меѓутоа не е дека не помага, како што јас претходно кажав. Во секој случај многу помага и има многу работи. Али не е репер да треба ти сега да... Да, не дека некои, да речеме, по-сериозни музичари, па и тука, ама и во светот. И имаат и немаат музичко образование, меѓутоа не е дека не помага и тоа многу помага, но пак ќе кажам секаде го зборувам и на децата мои, мислам на учениците им го зборувам тоа дека тој талент со кој се раѓаше само 2%. Само 2? Да. Од сето тоа што... Сум слушала нешто повеќе, сум слушала, да речеме десетина. Па и нека е десетина. Добро. И нека е десетина, тоа е многу малку во однос на тоа тие останати 90% што треба да си да вежбаш, значи работа, мако трпна, тоа не е сега ќе седнам, ќе просвирам и ќе излезам или било што друго ќе правам. Значи, јас секогаш им викам на овиот бендот, па ми се лутат некојаш, бидејќи Дени и Аце гитаристот, немаат музичко образование.
ние другите тројца имаме, викам, вие додека игравте надвор топка фудбал, ние вежбавме цело лето. И сега Знаеш како ги викаат? тоа е како жртва, викаат? мислам, е жртва до некаде. Жртва е ако си го сватиш дека е жртва и дека не сакаш понатаму тоа да го да ти биде животниот пат, ама ако веќе сватиш дека сакаш да си понатаму свој човек и дека сакаш тоа да го работиш, во секој случај не е жртва. Кажи са што сакаш да кажеш. Индијанци ги викаат тие. Да, индијанци ги викаат. Тоа сам го кажам. Тоа е тоа. Супер, добро. Одиме натаму сега. Ајде, таа сте раскажувале, знам. Ама нели, ова е профилно интервју за Дуо Дис, па ајде рите да раскажеме. Значи, ја вака ќе ви кажам. Таа сликата, мене ваква ми е. Сонце, плажа, лежалка, Охрид. Да. Така Голден беше. Бич. Аха. А ти знаеш све? 30 Кој кого вида прв уствари? Знаете вие? Да раскажете? Значи тоа беше 1 август. Аха. 1 август. Јас не се свијав на прво, мислам. Да. Така беше. Јас го Да, ова сме Шорцевите, шорцевите сега и кажеш што ги носиш едни, тие тука, вака. Како гријано? Како е, Како се налети тетка Стевка се? Па сега тетка Стевка, кума Кјути што Стевка тоа спидоре е. се овле, Да. ти Какви беа тие? Па тие, не. Не сакам да ти Не кажам. не сакаш да Нема знаеш. смисла, да, Добро. не е ни важно. Важно имаше ни полис научари, ај сега да не Добро. изборуваме марки и слично. Добро. Ама интересното е што јас сум малку, па скоро 6 години сум помала од него. И во моментот кога тој се надпреваруваше на Идолот, ние и како музичка фамилија дома, го следав, таа знаете сите тие шоуа ние ги следавме Да. нормално. Мислам, ме интересира и моите ги интересираше нормално. И мене ми е познат човеков, ама не знам од каде ми е познат, се случува во исто време кога, бидејќи тој веќе живееше во Скопје, живеел во Скопје, сме излегувале на исти места, дискотеки и слично, ама јас не сум го видела никогаш. Да. Само на телевизија, нели? Да. Идолот Идол. и тие спотови што ги вадеше Така е. после тоа. И така ги прашав овие што ни беа заеднички пријатели, кој беше дечково и абе го знаеш оној од Идолот. Викам да, добро го знам. И не знам, ми испадна дека јас во тој момент бев со тој бенд претходно, нели? Што ти кажувам и еден наш заеднички пријател вика, па и она пее. И таа пее, ајде сега. И јас шо да, пееш на Охридски, како пееш, ова, она. Да, и не знам така некако. Па тоа, дај ми бројчај, ќе видиме, ај може ми треба. А он на финта. Да, ама после не испадна баш така. 3 дена и другарки се забораи во Охрид. Да, ама после спојката во Дуо Дис беше не испадна така. Беше сосем трет човек, така? Сосема различно беше. Ние и ова пак ќе речам исто некаде ми имаат прашано дали се споивте како музичко дуо, па потоа како љубовно дуо. Не, значи ние почнавме како љубовно дуо, да речам, нели? После скоро година, можеби 10-9 месеци од прилика, исто преку заеднички пријатели ни понудија вие сте музичари, склопете репертоар, ни треба дуо за во кафиче, да, за во локал, лабаво, нели Да. луѓето си јадат, си пијат, вие да им посвирите. Тотално не ни беше во план и ни мислевме дека ова некаде ќе оди и дека до овде ќе стигне. До другата година 10 години. Да, до другата година 10 години од постојањето на Дуо Дис, да. Да. Добро, знаеш што ни споменавме македонски идол. Сти рекол во исто во ова интервју кое што го поручавкав за вас обајцата, велиш многу работи научив и на сцена и зад сцена. Колку тоа некако ти помогна потоа, да речеме, во кариерата така што градеше во тој тоа е едно период? прекрасно искуство за еден млад, да речам, артист. И навистина беше музичар. прекрасен проект. Многу беше убаво. Штета што веќе или го нема што престана и што никој не се нафати да се активира пак исто Идолот. Многу научив таму, многу. Значи едно огромно искуство ќе речам за мене. И меѓу другото многу убав период. Многу убав период кој што мислам дека ако тогаш него искусев, сега да ме прашаш или да овие други беше музички шоу за таленти што се да се пријавам, нема се пријавам. Искрено ти кажувам, пошто мислам тоаш бев помлад, нели немаш никакви други одговорности, обврски, слободен се. Да. А дали Денис размислуваше пред да го, затоа што и ти беше во тој период кога се сретавте, ве колку што знам. Стипи така ми кажа активно свирев, мислам. Ама имаше и свој бенд, така со кој што настапуваш. Со неколку веќе. Види се, тоаш знаеш како е, тоаш во тоа време верувам дека многу повеќе се свиреше србизам, нели србизмот, сите све српската по таа беше тоа
генерацијски, мислам, јас не сум поминуваш. таа, мислам, не да се сватиме погрешно, меѓутоа тоа беше тоа бара. И менуваш ти бенд, музичари, ќе патувам до, не знам, до Прилеп, па барам од таму некој, па немав некој бенд, свој бенд. И после тоа беше ние кога го создадовте Дуодис? Да. Тоа беше, мислам, една година лабавко, онака си свиревме баш гитарчето, па после тоа дојде. Да, и повеќе свиравме Дојде така моментот. А размислуваше дали да продолжи со својата собствена кариера или да Значи биде едно време Дуодис? стопирав, значи стагнирав долго време, одредени период во животот ми се случија некои работи и реков јас не сакам повеќе со музика, мислам не дека ми дошло преку глава, меѓутоа реков дај нешто сега сам со друго нешто се бавам. И така испадна, малце имав некоја пауза, период и после веќе со Стефи, со Дуодис, веќе пак активно почнав да се. Верувај ми дека не дека не сакам јас. Знам тоа што сум го поминал и ми беше многу јасно. Знаев колку е тешко. Знаев колку е, да, тој, мислам, ние сега како бенд друго е, многу е по-друго, мислам, кариера како бенд друго е од што соло артист, да речам. Така е, да. Па бара тоа, бара и спотови, бара и авторски песни, бара јас и тогаш, знај, во тоа време, значи, спотови, песни, све, и затоа, мислам, сето тоа е... Треба поддршка. Кошта поддршка, нели? Дали спонзор, дали колку сега од дома можат, не можат. Така е. И јас искрено, со свој настапи, све си ги плакаше своите работи кои што ги правеше во тој период. Да. Ке немаме време, муабет без крај, Димитар Поп Алексов. Го повикувам на сцена да ни каже нешто. Дали го слушнавте што кажа? Или правете се изненадени? Не, нешто го слушнав, ама не се. Не. Не. Ајде, Дима, да видиме што си кажал. Кажуваш. Здраво, Кате, здраво, Стефи и Денис. А јас сум Диме, клавиатурист на Дуодис. Затоа, кога ги знам двајцата, со Стефи се знаеме уште од средна школа, а за Денис слушам уште од нивното запознавање. Кога би требал да ги опишам двајцата, тоа се исклучително енергични личности, за нивните мани нема да ни стигне цела емисија, а прашањето до двајцата ми е кога ќе правиме тимбилдинг. Поздрав! Димо, не си лош, Димо. Добро. Тимбилдинг здравје 2029. Ај, сега не зезај. А сте правили никогаш тимбилдинг на бендот? Види, ако ти кажам дека секоја свирка ни е тимбилдинг, затоа што рачене се пред свирка, нели, си седиме додека да се, си муабитим и слично, после тоа исто, а особено кога патуваме некаде по градовиве. Тоа ни е како екскурзија, така си го викаме, пуштени од дома, без деца, без тие се без жени, мојот е со жена, ама нема врска. Димо, А со ова со Манива, вика... И тоа сега се мислам, не знам, добро, ќе се разбереме. Да не биде више дел. Па не знам, пред неколку дена сонував сон како го бркам. Пази, јас го бркам, Трајча саксофонистот Саке го чуем и него. Да, го бркам од бендот. Леле. Тоа обратно е, значи, никогаш нема... Не знам, тоа го сонувам, ми го кажам, сите се смееме, сега да не испадне Димо го бркам од бендот, ама добро. Да, кога ќе правиме тимбилдинг, јануари, февруари сме малку послободни, мислам дека тогаш ќе правиме тимбилдинг. Дефинитивно. Да, а иначе треба, ние мислам... И тогаш ќе славите 10 години. Во мај правиме 10 години. Добро, ама вие може Ама ние може порано, тоа што да со го свадби, прославите. Така е, да. Ајде сега во интерес на времето го слушаме и оно што го спомена, што си го сонувала, го бркаш од бендот. А како го викате во бендот? Трајо. Или Трајко, јас се викам Трајко. Трајо сакс. Да, Трајо сакс, да ни каже за Дуодис нешто. На педала. Здраво, Телма, никој да не знае или секој да знае. Јас сум Трајче или Трајо, уметничко име, член на ФТ бенд на Дуодис. Што да кажам за Каин и за Теон, ова за Дени и за Стефи. Се знаеме од пред многу години, од пред 3 години веќе сум дел од нивниот тим. Докажана доверба, мислам, оправдана, чим траеме веќе 3 години.
немаме никакви замерки професионални, си трае све. Со еден збор, како да ги опишем како Ферари и Ламборджини. Како да те повикал некој да бидеш дел од тој тим и како можеш да се чувствуваш возвишено, благодарно, секогаш го даваш максимумот, колку и да ти е падната енергијата кога ќе ја видиш Стефка на сцена и Дени. Се враќа во живот. Такви се и Каин и Теон, да ги спомнам исто. Така да било што кога нешто ќе се деси, некој недоразбирање, исто е како двајцата дома кога ќе се скачкаат за некоја играчка, истото. Така да се разрешува за една минута све, се враќаме, тераме дале, тоа е тоа. Мани не би кажал ако се сеќавате на филмовите Враќање во иднината 6 дел или Индијана Джонс 7 дел, значи нема мана филмот, самиот филм нема мана. Тоа е, идеи, 600.000 идеи, се слушаме по 16.000 пати во денот, што приватно, што работно, реализација на максимум. Што вика една моја другарка од фрижидер веќе излагате. Едно прашање имам до двајцата. Дечки, планирате на одмор да идеме нешто календаров да пишеме одмор, од до. Толку. Све најдобро. Поздрав. Видаш дека сите одмор барат. Сите одмор, ние само закажуваме, они одмор барат. Дај брзо сега, кратко раскажете зашто е време за песна. Што да да ги одговориме. Да. Одмор, пак ќе речам, јануари, да заврши нова година и Јануари на одмор. Значи треба Малдиви да планира детето. Не е таков одмор. Аха. Преби да седам дома малку и да одморам и да се скрасиме малку дома. Добро. И така празниците да ги стераме, повеќе тоа е одмор. Не знам што друго требаше. Па тоа, генерално Ама јас мислам прашањето. да викнеме некоја ни пеа да ни свират малце, да не Некогаш и нас треба да ни свират. А сега вие ќе свирите. Може, Може? може. Ајде, првата песна, време е за песна. Дуодис. Чувствувам само да ми зборуваш и губам целосно контрола. Твојата енергија дава толку сила да можам се да направам. И твојот поглед кажуваш дека сум единствена. Зависна од љубовта, се што сакам е да бидам покрај тебе.
Да, заедно сме со Дуо Дис во студиото на Телма, си муабитиме во ова никој да не знае и сега имаме многу малку време за муабет, а имаме време, сакам да отпееме и уште една песна, нели да уживате сите заедно. И затоа, кажа што кажа Диме, ќе остане во бендот, Диме се договорија, Трајче кажа и сега Никола, тоа е нивниот менаџер, во овој ми го слушаме Никола, имаме уште едно прашање до нив и уште песна за крај на ова никој да не знае. Здраво, Кате, голем поздрав до твојата емисија, поздрав до Стефи и Денис. Јас сум Никола, менаџерот на Дуо Дис. Со Дуо Дис работам веќе 5-6 години и ми е голема чест и привилегија да работам со такви професионалци. Искрено, Мани би кажал за Денис дека премногу се слушаме на дневно ниво, за Стефи искрено моментално не можам да се сетам некоја мана. И би ги прашал по едно прашање, тоа е двајцата, исто прашање за двајцава, дали потешко е летнава сезона или зимнава сезона околу Нова година. Ете, голем поздрав до вас. Кој ќе одговара, Стефи? Ајде на брзинка. Ајде на брзинка. Поздрав до Николај. Што знам, не знам дали е тешко или лесно. Ние сме влезени со свадби, во бубањот, да речам. Да. Свадбите се малку потешки бидејќи траат подолго, или временски траат подолго. Иако имаме нели концепт по кој што одиме со младинците, зборуваме претходно и се договараме, меѓутоа траат подолго, реално. Со се тонска проба, со се инструменти и слично. Овие приватни забави пред новогодишни фирми и слично, родендени, крштевки и слично. Тоа е веќе малку пократко, ама лето. Лето си е лето за мене, да. Иако јас сум зимско дете, ама лето си е лето. Добро, и сега кога авторска музика, кој ќе ни каже? Кога ќе отвориме фиоката? Има нешто таму. Има? Види, Па сега за 10 години има, треба да не подарите нешто. Треба дојде да се спојат на универзумот да е кај нас малку. Баш преска зборавме во кола дека секојаш коцките се поклопуваат така како што треба во вистинско време. Може би до сега не било вистинското време. Да. Не можеме да знаеме, така што И сега само кратко, децава има музички таленти? Многу. Да? Многу, премногу. Јас мислев плочкари, водовоđија, нешто ќе ги правам, но нема ништо. Тоа ме прашаш, кречам тешко. Нема. Денис. Ви Не, благодарам. има многу. Да. Добро, Ќе ги насочуваме. Да, почна нешто пијано, нешто виолина, не. Кај не прваче, уште мислам барем годинава дека му беше рано. Ќе видиме до година, многу сака тапани да свире, да. Па тато колку што знам има некој тапани, така? Па немаме Сега нема за роден ден, сега планот е таков, ама ќе видиме. Не знам. Добро. Ви благодарам многу. И ние тебе да благодариме Во многу. интервју се надевам дека ќе го исполните ветувањето за бендот да одморите. Инаку, Дефинитивно. една мала дигресија. дигресија. Ние сме Дуо Дис. Да. Затоа што јас и тој почнаме. Така е. И има муабет. Кај овие Дуо Дис излегуваат 5 души на бина. Дуо Дис Затоа е сигурно степен, морам Секогаш го да забораваат го тоа задржиме. End the Band, така што да си го поздравиме End the Band. И сите што се околу нас, што ни помагаат за И се, Горан, за се. Тонците, Аце, Иван, сите, се и поспоред. фамилија, се што ни помага за да издржиме. Фала ви многу. Сега е зборови во интерпретација на Дуо Дис. Може. Ајде. Знам нема зошто, а крајот е пак врата чека на знак. А јас и ти како ангели сме, истерани од рајот без грех. Гледам немаш ти сјај во себе, јас лутам по мисли некаде, како странци во ноќта без глас, заедно, а осамени пак
Zborovi nemam jaz, što se nema bez glas. Samo oči što plaća za nas. Zborovi nemam jaz, što se nema bez glas. Samo oči moj, što plaća za nas. Zborovi nemam jaz, što se nema bez glas. Samo oči što plaća za nas. Zborovi nemam jaz, što se nema bez glas. Samo oči moj, što plaća za nas. Pričina nema, a sepak je kraj i boli premnogo zam. I teško je da se prozbori zbor koga sekoj ke ostane sam. Gledam nemaš ti sjaj vo sebe i ja slutam po misli nekade kako stranci po noć da bez glasa